Укинувањето од 1 јули на роуминг услугите помеѓу 6 држави од Западен Балкан, Северна Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Косово и Босна и Херцеговина ќе биде од полза не само за туризмот, туку и за регионалните економии и бизнис секторот. Тоа значи дека ако се наоѓате во некоја од овие држави, повикот кон вашите во земјава, како и SMS пораките ќе се наплаќаат по цени исти како да сте дома. Намалувањето на цените во роумингот е навистина една квалитетна поддршка на целото стопанство во државата, а и посебно и за граѓаните кои што патуваат во овој период од годината. Но некои сметаат дека ова требало да се случи многу порано, затоа што бесплатниот роуминг во Европа постои со години. Публицитетот кој се дава на оваа работа само покажува колку сме дезинтегрирани и назадни како Балкан. Нешто што цел бизнис и цела Европа го ползува како поволност во изминатите 15 години, ние во моментов го доживуваме како револуција. Но Стефановски сепак вели дека ова ќе биде од полза за сите оние кои работат и патуваат во регионот, како и за туристите од Балканот кои се најбројни во Охрид. За Џемаиловски пак бенефит за компаниите, како неговата кои се извозно ориентирани. Тоа е големо олеснување за бизнисмените кои работат во регионот, но и за туристите кои ќе доаѓаат во Балканот и во Република Македонија. Сега останува уште да се укинат граничните премини кои се безмислени, како што и роумингот. Границите постојат само на Балканот. Кој како сака може да го употреби или злоупотреби овој договор, но јас мислам дека ова е многу важен чекор напред во отворање на соработката со стопанствениците од соседните држави. Премиерката на Србија Ана Брнабик од неодамнешниот преспа форум во Охрид рече дека воведувањето на бесплатен роуминг е една од најубавите работи која досега се случила. Една од најлепших ствари кои се се десиле не само данас. Една од најубавите работи која ми се случи во последно време беше онаа кога слетав на аеродромот во Охрид. Ми стигна порака дека повеќе не се наплаќа роуминг тарифа и дека во целиот овој регион, во сите наши држави, цените се исто како дома. И се сетив дека всушност ние го направивме тоа во рамките на регионалната соработка, а со помош и поддршка на Европската Унија. Следен чекор, како што од Охрид најавија Брнабик и Заев, е ваквата можност да се овозможи и со земјите од Европската Унија. Од Охрид за Гласот на Америка Мики Трајковски.